Наместо 3000 денари добиле само 322 денари. Пенсионери на кои не им следува ниту денар добиле огромна сума пари на своите сметки. Некои пак се жала дека ги нема на листата на сајтот Купувам домашно. Лавина реакции на социјалните мрежи откако на виделина излегоа имињата на граѓаните кои ќе добијат пари за купување на домашни производи. Најголем број од револтираните се млади кои биле одбиени, односно оние под 18 години кои немаат лична карта. Инаку картичка им следува на средношколците и студентите на возраст од 16 до 29 години. На сајтот кој поради навалица правеше падни стани, може да се видат само оние лица кои ќе добијат платежна картичка. Граѓаните реагираат прво зашто не бил стабилен сајтот и потоа кога ќе се најдат сумата не била онаа ветената. Стварно имаат луѓето проблеми и тоа треба што похитно да се реши. Керка ми викаше паднал систем, не може да се најде, па се бајле се најде. И ја има и не знам што да ви кажам. На некој повеќе, на некој помалку пари. И па она не е вработена. Мислам дека тука треба да биде, ако би се дава помош бар за тие ниските примања сите, мислам подеднакво да биде. Да нема делба више, со оваа делба го растурија народот. За проблемите со платежните картички вице-премиерката за економски прашања не кажа ништо. Ја префрли топката во Министерството за финансии. Има одредени техникали кои што тие ги адаптираат, но ќе ве упатам за детални информации да се обратите во ресорните министерства кои што го водат процесот, како Министерството за образование, Министерството за финансии, Министерството за економија и така натаму. За нетранспарентното распределување на парите реагира и од синдикатот на Штипската болница, каде многу здравствени работници кои се инфицирале не биле на списокот. Од таму за Алфа вела дека ваквиот чин го оценуваат како срамен и лош чекор. Инаку на медицинските работници им следува картичка на 40% од нето платата. Во меѓувреме и банките излегоа со свој став околу начинот на плаќање и дистрибуција на картичките. Предвидени се 28 милиони евра, распоредени кај 9 банки кои ќе ги издаваат на граѓаните. Првите 50.000 картички се веќе испечатени, а треба да се издадат вкупно 324.479. Само на ЛБ банка картичките ќе ги доставува директно до дома, а кај другите останати граѓаните ќе мора лично да ги посетат банките, зашто ни една од нив нема распоред од кога и како тоа ќе го прави. Во меѓувреме се пролонгира и рокот за добивање на картичките. За дел од експертите одложувањето е знак дека се купува време и се темпира тие да се воведат пред избори. Инаку со оваа мерка се опфатени невработени лица, корисници на социјална помош, потоа средношколци, студенти и здравствени работници, кои добиваат картички во износ од 3 или 9.000 денари.